Почитуван председател на владата на Република Северна Македонија господине Зоран Заев, почитуван председател на Собранието на Организација на работодавачи господин Ангел Димитров, почитувани професори, почитувани медиуми, почитувани присутни, почитуван партнер од социјалниот диалог, председател на Сојузот на синдикатите господине Дарко Димовски, на крајот, но можеби и најважно, почитувана новоизбрана председателке на Организацијата на работодавачи, ви го честитам изборот. Ви посакувам многу успех во вашата работа. Вашиот избор како жена на една вака важна организација е добра порака за нашето општество. Кога говориме за воспоставување на родовата еднаквост, и тоа влева надеж дека жените на одговорни позиции, како креатори на политики, како луѓе кои што носат сериозни одлуки за подобрување на животот и на функционирањето на економијата, значат дека нашето општество се движи навистина во најдобриот правец. Кога во својот вовед господинот Димитров говореше за тоа дека многу министри во изминатиот период се обиделе да го воспостават социјалниот диалог, трипартитниот социјален диалог, си го постави прашањето дали во стартот успеав да бидам на нивото на задачата која што е сериозен предизвик за министрите за труд и социјална политика. Меѓутоа, преслушувајќи се за 9 месеци, имаме одржано 15 седници на економско-социјален совет. Тоа говори дека на секои 3 седмици ние сме имале состанок со членовите од трипартитниот социјален диалог преку економско-социјалниот совет како највисок институционален облик на овој диалог. Навистина бевме соочени со сериозни предизвици прво како Министерство за труд и социјална политика и како влада во периодот кој што го наметна пандемијата со COVID-19. Тоа не е само здравствена, туку и сериозна економска криза, која што ги засегна и најмоќните економии во светот. И од тука, во споставувањето на овој диалог, во изнаоѓањето решенија за што по-безболно премостување на кризата, беше врвен приоритет за нас. За Министерството за труд и социјална политика и за владата беа важни два приоритети: зачувување на секое работно место и грижата за ранливи категории на граѓани. И навистина уште од првиот ден ја одржавме првата седница на економско-социјалниот совет и разговаравме за сите отворени прашања. И можам да ви кажам дека не беше лесно. Имавме вкрстување на копија околу разведувањата за тоа како некоја политика треба да биде искреирана, како треба да биде дозирана некоја од мерките кои што беа вклучени во 6 пакети на финансиска поддршка, за поддршка на компаниите, за исплата на плата на работниците, и заеднички во тој процес ги креиравме мерките, поучени од она што е позитивно од претходните пакети, меѓутоа и свесни за негативните работи кои што произлегува при имплементацијата на некои од тие претходни пакети, поправајќи ги, дозирајќи ги онака како што се потребите и на пазарот на трудот, потребите на работодавачите, при тоа водејќи сметка да работничките права бидат заштитени, да се спасат работните места и да добиваат месечен надомест во форма на плата. Во изминатиот период покрај овие пакети ние разговаравме на економско-социјалниот совет и во делот на законски решенија и системскиот закон за работни односи кој што е во финална фаза. Многу скоро ќе отвориме јавната дебата во државата. Овој закон се изработува заедно со сите членови од социјалниот диалог и представници на работодавачи и представници на работниците преку синдикатите, но на што сакам да го испорачам, јас демократијата ја разбирам како еден опсек во кој што и представници на репрезентативните и нерепрезентативните синдикати и работодавачи присуствуваат во таа работна група со вклученост на академската јавност, со експертите, со представници на меѓународната организација на трудот, со една единствена цел да креираме едно законско, системско решение за работните односи, кое што ќе ги одразува потребите, барањата на современието, затоа што претходниот закон беше донесен далечната 2005 година, досега претрпе 22 измени и едноставно треба да и претрпи промени кои што ќе бидат во текстот денешницата. Ова законско решение треба да регулира нови моменти кои што ни ги наметна пандемијата со COVID-19, работата од далечина, работата од дома. Имаме сосема нов пристап и концепт во тоа како треба да се организира породилното отсуство. Воведуваме родителско отсуство со желба да го вклучиме и таткото во подигањето на децата уште од најраниот период после нивното раѓање. Креираме политики кои што ќе даваат флексибилност на пазарот на трудот.
кои што ќе овозможуваат регулирање на сезонската работа, договорите за определено време. И ако ви кажам дека сме се договориле во се, не. Меѓутоа, во тоа е суштината и убавината. Тоа се предизвиците на социјалниот диалог, кога и до моментот на изгласување во собрание се уште ќе има предизвици кои што треба да ги договориме заеднички преку економско-социјалниот совет. Истовремено во изминатиот период имавме една сериозна дебата на крајот од март, кога требаше да усогласиме минималната плата, почитувајќи ги законските решенија. Она што како економско-социјален совет и покрај разидувањата во ставовите околу усогласувањето го испорачавме во јавноста е дека и во услови на пандемија, преку социјален диалог, испорачавме усогласување на минималната плата, независно колкава е износот за кој што таа плата е зголемена. Пораката е дека законите се приоритет за сите нас, законите ќе ги почитуваме, свесни за тоа дека согласно движењето на економијата, согласно можностите, оваа плата ќе биде повисока, а со тоа ќе се откочи синџирот на зголемување на останатите плати во општеството. И уште едно законско решение со кое што не можам да не го изразам задоволството кое што вчера со премиерот заедно објавивме на пресконференција, тоа е законското решение за недела како ден на неделен одмор. Ова е решение на кое што работевме макотрпно, долги 6 месеци, од 3 декември кога добивме задолжение од владата со заклучок дека треба да работиме на истото. Имавме најмалку 4 состаноци на економско-социјален совет тематски посветени точно на овој предлог закон, низ средби со представници на коморите, Сојузот на стопански комори, работодавачи, бројни дописи, забелешки кои што беа додека законот беше прикачен на ЕНЕР, така да креиравме едно решение кое што на некој начин го успоставува балансот на двете страни. Од една страна, само дел од работниците кои што се исклучоци таксативно наведени во законското решение, тоа се некаде 30% од дејностите во државата, односно дејности во кои што сте вработени 175.000, но ако ви кажам дека само 30% од нив ќе работат во недела, тоа значи дека 8% од работниците кои што се активно на пазарот на трудот ќе работат во недела. На тој начин не сакавме да го загрозиме функционирањето на општеството, на државата, на економијата, затоа што кога носите законско решение кој што ќе генерира задоволство од страна на работодавачите, на компаниите, кој што би ви довело во ризик за зачувување на работните места, нема да постигнете ништо. Меѓутоа, од друга страна, работниците кои што ќе работат во недела ќе добијат додаток на плата кој што ќе биде за 50% повисок од основната дневница, ќе добијат ден за одмор во текот на следните 7 дена и на тој начин гледаме да го генерираме задоволството и на оние работници кои што нема да го воспоставуваат балансот меѓу приватниот и професионалниот живот, што е основната замисла на ова законско решение. Дополнително, имајќи ги во предвид и фактите, како одговорна влада, кога ги ставите бројките на маса и кога видите дека 40% од прометот во моловите, во големите трговски центри се остварува во ден недела, имавме разбирање и за нивните барања и од тука во моловите ќе работат работниците само една смена, ќе добиваат 100% изголемена дневница за работата во недела, а 2% од прометот кој што ќе биде остварен кај лицата кои што работат во моловите ќе биде уплаќен во државниот буџет. Тие 2% ќе бидат користени за многу значајна активност за нас како Министерство за труд и социјална политика, за изградба на нови детски градинки, кои што пак ќе се вратам со тоа што почнав, ќе дават можност жените активно да се вклучуваат на пазарот на трудот, имајќи простор каде да ги сместат своите деца и кој да се грижи за нив. Јас на новоизбраното раководство на Организација на работодавачи ви честитам и ви посакувам успешна работа, продолжуваме заедно и почитуван Дарко, председателе на Сојузот на синдикатите, овој пат имате сојуз од 2 жени со кои треба да ги убедите во политиките што ќе ги предлагате како председател на синдикатите. 4 жени. Уште еднаш успешна работа и ви благодарам за можноста да се обратам.